Југословенската тробојка со Звезда Петокрека повторно се развеа по улиците на Кочани. Во понеделникот со неа членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито по петти пат славенички излегоа за да го одбележат 25 мај, денот на младоста и роденденот на нивниот патрон. Колоната од возила со знамиња, фотографии и други обележја на поранешната Југославија продефилираа низ Кочани и населените места. Звуците од југословенската химна и песните поврзани со постоењето на некогашната заедничка држава се слушнаа на платото во трговскиот центар. На свеченоста најмладите членови на Титовото здружение ја донесоа и штафетата на младоста. Ова е посебно чест не само за мене, туку и за секој прав југословен кој со срце и со душа ја осеќа таа Титова Југославија. Мислам, кочанчини многу добро се знаат пред 36 години кога со месеци се спремавме доле на стадионот да бидеме учесници во Белград на слетот за 25 мај, кога последен пат другарот Тито беше меѓу живите. Повозрастните граѓани на Кочани кои отстрана ја следеа прославата рекоа дека за момент се враќаат во минатото, кога се живеело поубаво, во мир, слога и меѓусебно почитување. Југославија беше исто као терк на Европа. 6 републики, 2 покрајини, еден јазик, една валута, една репрезентација и бевме во се јаки. И мислам дека не треба да го заборавиме тоа што ни го има пружено Југославија. Традиционално и годинава, како гости на одбележувањето на Денот на младоста во Кочани, дојдоа и членови од Сдруженијето на граѓани Титови следбеници од Скопје. Прославата продолжи со заедничка веселба и ручек во местноста Кај Дабот во близина на селото Бели.